Serija snimena na Patokulu Svetot, avtor Rudi Glarić. Човекот без граници. Втората емисија од трилогијата за Бомбај има наслов Недела. Градска куќа на велеградот Бомбај. Стариот хотел Тадж Махал, до него нови хотел во стилот на новото време. Бомбајското островче Елефанта. Носачите на столови ја започнуваат предпладневната работа. За припадниците на високите касти, некогаш била навредлива и самата помисла дека ќе мораат да се искачат по оваа нагорнина. Носачите на столови денес стануваат знаменитост, а не потреба. Разните верски групи имаат различни празници. Неделата, например, е подарок од англичаните. Тој ден е, како и во европските велеградови, ден за одмор. Универзитетските згради. Се гледа дека овде многу долго биле англичаните и дека имале намера уште долго, многу долго да останат. Но си отишле, а како што гледате, во некоја смисла и останале. Главната железничка станица Викторија. Центарот на најбогатиот индиски град е навистина убав. Овде не живеат само милиони сиромашни луѓе, туку и многу богаташи. Што мислите, кој си дозволува патување на крајот од неделата? И доколку не се пријават доволно за редовна авионска линија до крајот на неделата, ќе истакнат ли во Ер Индија очигледни покани? Да, ги има многу и ќе сторат се за да останат богати. Тие знаат на ваков начин да се издвојат од најтемните бомбајски површини. А оние надвор, во својот мрак, само чекор оддалечени, не можат ниту да си представат колку убаво може да се живее во овој град. Милиони бомбајски жители никогаш не уживале во ова убаво место во центарот на својот град. Не може да си го дозволат ниту тоа да го видат, освен во кино. Овде, во свечениот шатор, се собрани сиките на еден свој обред. Сиките им припаѓаат на индиските аристократи. Верата им налага никогаш во животот да не се избричат, ниту да се истрижат. Тие се одлични спортисти и ги сметаат за најдобри индиски војувачи. Значајно е тоа што покрај името секој сик има и додадено име Синг, што значи лав.
им припаѓаат на побогатите слоеви на Индија. Ово е Сарабит Синг Сан, иден младоженец. Роднините се собрани да го изведат првиот церемонијал од редот на свадбените обреди. Церемонијата се вика Тика. По завршениот обред, Сарабит нема повеќе да биде сам, но се до последниот обред во храмот тој не е женет. Покрај роднините на оваа представа присуствуваат само еден или двајца наблюдувачи од семејството на невестата. Сиките немаат професионални свештеници во европска смисла. Обредот го води постар искусен сик, кој добро го знае значењето на светите песни собрани во светата книга на сиките Грант. Верата на сиките е многу млада и особено значајна за индиските односи. Се работи за експеримент на вескиот реформатор Нанака, кој во 15-тиот век сакал во новата вера да ги соедини хиндуизмот и исламот, така што од двете вери го зел она, што за тоа време било современо, корисно и најприфатливо. Најпрви ни отфрлил поделбата на касти. Припадниците на оваа вера не пијат алкохол и не пушат. Денес во Индија има околу 8 милиони сики. Доаѓа најзначајниот момент. Ова е многу свечен момент, што може битно да влијае врз идниот живот на Сарабит. Затоа е многу важно на оваа свеченост да изеде што повеќе сладки јадења, за да му биде брачниот живот сладок. Не смеат да недостигаат ниту пари, со тоа роднините му пожелуваат богатство. По церемонијата, многобројното семејство ќе се собере на заеднички ручек. Се наоѓаме во дворот кај невестата. Таткото, кој е господар на семејството, се разбира и тоа е сик, ги собрал роднините, политичките истомисленици и достоинствениците. По вечерата излегле во дворот каде што им свират најдобрите бомбајски музичари. И овде јасно се гледа колку патриархално е организиран народот на сиките. Мажите седат посебно на најдобрите столови. Жените исто така посебно. Важноста на некој член од семејството зависи од староста, а важност и угледот на одделни семејства во заедницата зависи од богатството што го имаат. Затоа при венчавањето е многу важно кои две семејства ќе се здружат, за да можат најмногу да ги зголемат влијанието, моќта и богатството на семејството, а со тоа и на целата заедница на сиките. Во Индија со илјадници години важело начелото дека неврзаниот поединец, односно оној што е отфрлен, не вреди ништо. И оние најсиромашните, парите, кои се предодредени за највалканите работи,
i na koji cel život vo očiti im svetal samo tuđi od sjaj, i tije bile grupirani vo svoja zajednica. Pojedinecot koji je otvorlen od zajednicata, vo Indije i danas teško može nešto da postigne. Ovde je nevestata Balbir. Sedi vo poslednji red, skromno oblečena. Jasno je дека se raboti za interes na семејството. Mladoženecot го видела само еднаш, кога и го избрале. Тој е од Бомбај, а таа од Делхи. Важно е на прославата да присуствуваат еден или двајца пратеници од семејството на младоженецот. Може да се види како овој патриархален свет на влијателни семејства и групи може да се здружи во заеднички настојувања. Ниту различните вери, ниту европски скроените униформи, ниту различните обичаи не се вистинска пречка кога на луѓето нешто им се допаѓа. Кога се работи за заеднички интереси на припадниците на различни групи, разликите наеднаш исчезнуваат. Сите маршираат. Слично значење со церемонијата тика, што значи ставање точка на челото од младоженецот, има церемонијата на боење на рацете на невестата. На специјален начин се украсуваат дланките на невестата. Тоа чини многу скапо, затоа што само неколку жени во Бомбај можат да го изведат тоа добро. Невестата се уште не е жена, но не е ниту сама. Во хиндуските заедници до ден денес е зачуван обичајот таткото на невестата да му плати на таткото на младоженецот голема сума пари во знак на благодарност, бидејќи ќерката ја изнеле од куќата и понатаму ќе живее кај младоженецот. Паричниот износ се одредува по долготрајни спогодувања. Сиките го издвоиле овој несреќен обичај уште при создавањето на нивната заедница. Трошоците од свадбата се делат на тој начин, што родителите на невестата го плаќаат сето она што се случувало кај нив дома, а она што се случувало кај младоженецот го плаќаат неговите.
Ова вечер младоженецот ќе дојде кај невестата, а зошто при тоа мора да има маска не знаеше точно да ни објасни ниту најстарата сестра која ја води целата церемонија. Тоа е со стотици години стар обичај. Може би маската ќе го скрие од злобните и завидливите погледи, кој знае. Се разбира, пак мора да јаде сладки работи. Во никој случај нешто солено или луто, тоа би била голема грешка со непредвидливи последици. Ножот е задолжителен дел од опремата на секој сик. Младоженецот ќе јава долго кај невестата, придружуван од музичарите. При тоа ќе има многу застанувања, кога во игра пријателите ќе се разделуваат од него. Индиските инструменти свират разиграни песни. Некои од нив се слични на јужноамериканските, но важно е дека се весели. Конечно се наоѓаме пред хотелот на неутрален терен. Тука за прв пат ќе се запознаат и другите членови на двете семејства. Најпрвин пеат за добре дојде, а потоа се изменуваат венци од цвеќиња. Средба на највисоко ниво. Господари и главатари на двете семејства се најстарите мажи. Младоженецот и невестата овде не се значајни. Семејствата се здружуваат. Горе во собата чека невестата. По неколку моменти ќе се сретне повтор пат во животот со младоженецот.
стојат еден спроти друг, а роднините гласно се спогодуваат за тоа кој ќе го направи првиот чекор. Се решаваат за компромис. Најпрвин младоженецот ќе направи половина чекор, а потоа невестата, но цел чекор. Ова се сосема документарни снимки на најзначајните моменти во животот на двајца млади луѓе, кои се соединуваат на сосема необичен начин за западниот свет. Видовте дека на младоженецот му појде од рака да ја насмее невестата. Тоа е знак дека се ќе биде во ред. Пред заедничката вечера мораат да испијат нешто сладко. Дојде скоро до несреќа. За малку невестата ќе испиеше една голтка лимонада. Тоа во никој случај не би смело да се случи. По вечерата невестата ќе си оди дома, а младоженецот ќе преспие во хотелот. Без невеста, лавот Сик не смее да се врати дома. Свадбата ќе биде утре. Убаво бомбајско неделно предпладне. На ритчето на давенијата Марин Драйв, ветрот е секогаш погоден за пуштање летала. Ритчето е особено познато и по тоа што овде основачите на Бомбај, парсите, имаат свој столб на тишината. Овде, високо над градот, ги оставаат своите мртовци на влијанието на сонцето, на ветрот и на гавраните, додека не останат само коските. Припадниците на другите вери не смеат да се доближат до столбот. Посебна атмосфера владее во овие бомбајски висечки градини. Спокојна, неделна смиреност. Гавраните од столбот на тишината не тераат на размислување за минливоста. Се е подигнато високо над секојдневните грижи на Велеградот и неговите 6, 7 или 8 милиони жители. Недела во храмот на сиките, трет ден на церемонијата. За индијците тоа е едноставен обред кој трае само 1 до 2 часа. Познавачот на Светата книга во својот говор ги набројува правилата кон кои мораат од сега да се придржуваат младоженците. Значајна е одредбата невестата да мора да ги почитува, да ги слуша и да ги сака родителите на младоженецот, исто како и своите. Истото важи и за младоженецот. Најзначајно е почитувањето на заедничката политика на заедницата на сиките. ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਹਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। Додека траат верските песни на службениот оркестар на храмот, младоженците 4 пати ќе го обкружат олтарот во правец на стрелките на часовникот. Потоа ќе бидат венчани. За нивната среќа гарантираат испрашаните астролози, кои ги составиле и ги прегледале нивните хороскопи и го одредиле денот на венчавањето. Сепак, нивната среќа не е најважна.
Ако момчето или девојката посакаат да се венчаат по свој избор или со некој кој не е од нивната заедница, нивните семејства би ги анатемисале. सुंदर कौर फुफड़ अमर सिंह सुच्चे मोती वारे Сега на ред големиот прием за 500 луѓе и вечерата. Венчавањето ги чинеше родителите Балдир и Сара Бит повеќе од $16,000. Да, 30 наши стари милиони за 3 дена. При оваа посета на една од старите патриархални индијски заедници, може би подобро си представувате колку специфичен мора да биде индискиот пат до социјализмот. Завршува Бомбајската недела, утре е работен ден. Третата емисија од трилогијата за Бомбај, што ќе ја гледате следниот пат, се вика Утро.